Дефиниција за ракија. Ракијата е штетна доколку ја конзумираш неодговорно и тогаш станува твој непријател. Но нас Исус не учи да го сакаме и својот непријател, но сепак мора да ја конзумираме одговорно. Во манастир Добре дојде е послужавник со ракија од Бога благословена. Не пијат на небеси, но овде слободно принеси. Затоа треба да ја конзумираме како љубов на прв поглед. Првин да се осети на непцата, она трпкање, па после една убава жештина по хранопроводот, па да ти се разбудат сите пеперутки во стомакот и тој после вкус да трае и трае из целиот крвоток. А кога ќе ти зацрвенат образите и носот, тогаш трамежливо почнуваш да мислиш само на неа. Во тој момент ракијата не смее да стои, таа мора да тече низ нашите муабети. И најважно од се, мора да сме умерени во претерувањето. Зашто или си крал, или си вкал. Немој да барате убаво место за да ја пиете. Таа го прави секое место убаво. На понекоја ракија се раѓаат идеи, се склучуваат сделки, се ствараат пријателства, се решаваат проблеми. Секако уште поважно од се, ракијата мора да е стара и домашна, а никако млада и туѓа. Годините се само бројка, сосема неважна, но не и за ракијата. Колку постара, толку подобра. Мора да се внимава зашто по одредена доза те доведува до ситуација да мислиш дека знаеш многу убаво да пееш. Но сепак музиката ја плаќа тој што има душа, а не пари. А душа без ракија останува без див. Во очите на човек што не пие ракија гледаш пламен, но во човек кој што туку се напил гледаш светлина, гледаш мудрост, а мудар човек е созреан човек. Убава ракија е созреана ракија. Кога ќе го слушнеш натрешниот глас, доста е. Тогаш биди господар на својата волја и слуга на својата совест. Кога пиеш ракија не смееш да зборуваш глупости, а уште помалку да ги слушаш, затоа што тогаш не ја почитуваш. Мора да си убаво облечен, за да не речат: види го клошал се натрескал, туку да речат: види господин како убаво си дегустира. Не можеш ти на стара мангупчина да му продаваш нови трикови. Затоа кога пиеш со искусни, обавезно облечи волнени чорапи, во спротивно ќе шлајфоваш, зашто друго е генерација од железо, а друго од стакло. Кога гледаш фудбал со ракија, тогаш фудбалот е најубавата споредна работа на светот, а ракијата е главната. Кој пие ракија може се да изгуби, но кој не пие, веќе изгубил се. Понекогаш треба да ја пиеме и во осаменост, во тихување, да пуштиме и солза, да ги прочистиме очите, така ќе го промениме и видикот кон светот. Ракијата мора секогаш да биде решение на проблемите, а не причина за проблемите. Кога Бог не ти помага да донесеш правилни одлуки, тој ти помага да ги преживееш погрешните. Не те прави несреќен ситуацијата во која се наоѓаш, туку начинот на кој размислуваш. Не ја барај утехата во ракијата, туку утеши се со понекоја ракија. Но сепак за добра ракија нема лошо друштво и строга жена, има само спомени. Старото дрво запали го, на стари пријатели верувај му, стари писатели читај, а стара ракија пий. Зашто во победите ја заслужуваме, а во поразите имаме потреба од неа. Наивна жена ќе ти даде тоа што ќе побараш, паметна жена тоа што го заслужуваш, но ако ја научиш да пие ракија, ќе ти даде и што не бараш и што не заслужуваш. Позади секој вистински маж треба да седи успешна жена, мајка, кралица, но пред секој маж мора да стои одлично вајн бренди, ракија од вино. Ако си пиел ракија кога си немал ништо, ќе ја пиеш и кога ќе имаш се, или ќе те испие гордоста. Ракијата е единствената течност која се пече и се пие и кога не сте жеден. Таа во ловот има спасено повеќе животни од било кое друштво за заштита на животните. А кога ловџија нема да отепа ништо, тогаш повеќе од сигурно ќе отепа литро ракија. Ракија и мезе, ти се Ромео и Јулија, а ракија и марула, мохито. Кога ќе ја кренеш на екс, онака со затворени очи, и после неколку секунди ќе испуштиш здив и ќе викнеш: добра! Тоа ти е драма во еден чин и од еден збор.
Секој лош ден заврши го со ракија. Оспротивно ќе имаш чувство дека имаш лош живот. Кога ќе снема ракија, мора да бидеш смирен, зашто Божја благодет е тоа што Бог ќе ни скрати, а не што ќе ни угоди. Затоа не се расправај со никој, подобро е да си во мир, отколку во право. Има луѓе кои сакаат да пијат ракија со вас во слободно време, но има и такви златни луѓе кои го прават времето слободно за да пијат со вас. Ако случајно се оддалечиш од ракијата, многу брзо ќе сватиш колку е блискоста битна. Ракија се пие со вода, без вода и како вода, сеедно е. А јас многу се нервирам кога ќе ми турат ракија во голема чаша и плюс ќе ме убедуваат дека големината не е битна. Битна е, ама ракија се пие во мала чаша, наполнета до врв. Кога пиеш ракија немој да правиш бука, зашто тивка е длабоката вода, а бука прават плитките потоци. И да знаеш, таа ги буди сите сетила, и тој мирис, и тој вкус, и тој вид. Но тука фали едно сетило, а тоа е звук. Епа ајде живели. Само чекај малце, не се вика живели, зашто се живее и на апарати. Затоа на здравје. И на крај, колку и да е долга ноќта, мора да дојде зората. Затоа не брзај. Ракија се пие и наутро, и нагладно.